Преминуваме на дела. Под ова мото министрите од коалицијата Влен ќе работат како дел од идната влада за промени во Македонија. Сузбивање на црните облаци со корупција кој ги создаде хибридниот режим на СДСМ и ДУИ во изминатите 7 години. 100 милиони долари пари за општините само за 2024 година, за да има побрз општински развој и инвестиции кои треба да стигнат до секој граѓанин, без разлика дали живее во централното градско подрачје или пак до најпланинските предели во Македонија. Враќање на изгубената доверба во судството и укинување на економските директори во болниците. Ова беа главните пораки кои ги испратија првите луѓе од коалицијата Влен и идните министри и заменици на денешниот настан Преминуваме на дела. Тие ги представија идните проекти кои ќе бидат приоритет на новата влада на Македонија. Идниот министер за екологија Меджити рече дека Влен ќе биде новиот политички фактор кој ги представува албанците со легитимитет, достоинство и одговорност, а коалицијата е новата политичка структура која ќе биде носител на успешната институционална транзиција и ќе го направи секој албанец горд. Нема да играм фудбал со министрите во кабинетот, нема да излегувам со куфер пред јавните институции, нема да се занимавам со бизнисите на лотарија и соравија. Меджити рече дека балансирот нема да биде укинат, туку дека ќе се уреди со закон. На тој начин правичната застапеност ќе биде испочитувана за сите, а ќе се пази и да се донесат квалитетни решенија и кадри за администрацијата. Последните години има секојдневни или многу често каде македонци се запишува како албанци, албанци како турци, значи не беше во функција на правичната застапеност. Воедно, значи ќе се пази на квалитетот што оди во прилог на сите заедници во државата. Идниот министер за здравство Таравари рече дека новата влада ќе работи на 4 главни столба. Првата е забрзување на европскиот пат на Македонија, за кој коалицијата Влен ќе биде гаранција. Потоа безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, економскиот развој на Македонија и подигнување на стандардот, рамноправен регионален развој и зајакнување на општините. Таравари рече дека прво како министер за здравство што ќе направи, ќе почне да ги гаси пожарите кои ги направија претходниците, а кои не биле малку. Прво мора итно да се реши проблемот со компресорите во операционите сали во клиничкиот центар Мајка Тереза, разрешување на сите економски директори. Председателот на движењето Беса, Билјал Касами, рече дека доаѓа време на промени и дека конечно паднала империјата, која наместо во образованието инвестирала во казина, наместо да донесе правда го хранела криминалот и наместо да вложувала во економскиот развој ја зголемувала корупцијата, од која се збогатиле само неколкумина од СДСМ и ДУИ. Ние ќе спроведеме европската практика на децентрализација, што значи повеќе буџет и повеќе моќ за донесување одлуки за нашите општини. Коалицијата Влен ќе има 6 министерства во идната влада. Ќе и припадне позицијата прв вице-премиер со која ќе извршува Изет Меджити. Тој ќе биде и министер за животна средина. Оваа коалиција ќе има уште едно вице-премиерско место за добро владење со кое ќе раководи Арбен Фетаи. Таравари ја напушти градоначалничката функција во Гостивар и ќе биде новиот министер за здравство. Фатмир Лимани ќе биде министер за социјална политика, демографија и млади, а Бесар Дурмиши е новиот предлог министер за економија и труд.